Добро утро, секое утро нашата утринска програма ќе ја разубавиме со следните наши гости и секако ќе имате можност да слушнете една убава вест што ја сега веднаш ќе ја кажам, 46 освоени медали на Европскиот шампионат во Грција на нашата македонска репрезентација Дејан Недев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добре, најдовме и благодариме за поканата да бидеме дел од мора да се пофалиме со оглед на тоа дека задоволството е на сите нас, така ли е? Да. Новие прекрасни дечиња кои што освоија медали на останатите, кои што ги имаме тука во многу голем број, не успеавме сите да ги донесеме. Да, така. Но сепак честитки прво од мене, честитки од екипата на Алфа телевизија и секогаш да бидете така успешни да ги собирате медалите, поготово во соседниве земји, Грција, Бугарија и така натаму. Ајде нешто повеќе за ова, уште еднаш да честито и голем успех е. 46 медали е голема бројка. Зашто поточно се работи да појасниме? Да, точно така, како што кажавте, ова е еден огромен успех за нас како држава, како нација, бидејќи, можам да кажам за одбележување тоа што во сред Грција 12 пати беше свирена македонската химна. Така да. Значи 12 златни медали освоиха македонските репрезентативци во традиционално карате. Првиот ден се одржаа надпреварите во детска категорија, значи од 6 до 13 години. И тука бевме најуспешни, мислам као репрезентација бевме втори на ранг листа според освоени медали, број на медали. Прво место беа ерменците, второ место ние, но јас сум презадоволен. Секако. Пред се од најмладите, бидејќи на овој шампионат учествувавме, Македонија представува 20 надпреварувачи во детска, кадетска, јуниорска и во сениорска конкуренција. Така да веќе во сите возрастни категории, во сите надпреварувачки дисциплини настапивме. Веќе вториот ден на 1 јуни се одржаа надпреварите од кадетска до сениорска конкуренција. Тука мора да истакнам дека Антонија Белазелковска во сениорска конкуренција, во најсилната конкуренција успеа да освои златен медал во кати поединечно и сребрен медал во кати екипно заедно со Берте и Јана Милевски. Браво. Тие резултати во сениорска конкуренција се можам да кажам, вредни, бидејќи конкуренцијата е најизострена. Но сепак и кај децата и кај кадетите и јуниорите исто така имаше огромна конкуренција. И ова се должи, овие резултати се должат на макотрпна работа. Ние за овој шампионат се подготвуваме во континуитет веќе од септември месец. За да дојдеме до вакви врвни резултати, кои се значени за сите нас и за вас. Така, да. Значи, организирано беше првенството на доста високо ниво. Беше поддржано од локалната власт, значи од градоначалникот на Неа Пропонтида, таму се одржуваше и така, значи сите беа учесници презадоволни. Учествуваа 14 држави со над 200 надпреварувачи. И мислам дека од каде што ние сме уште еднаш да потсетам вторите по освојување на најголем број на медали, кои што еве сега и во моментов гледачите може и да ги погледнат медалите, а сега јас би сакала да има стапиме простор на овие златни наши дечиња, гости. Дечиња не, таа си личи како да е во помлада јуниорска категорија, меѓутоа не е така. Со оглед на тоа дека сега си позборувавме, ти си на факултетот за драмски уметности и студираш во Белград. Прво да ти кажам секако добре дојде и честитки за освоените медали. Меѓутоа од 5 годишна возраст и со каратето, а сега веќе сме 21 година. Секоја чест. Љубовта е голема кон каратето. Да, дефинитивно. Мислам дека никогаш нема да ми прекине желбата да тренирам. Така. Кога ги освојуваме медалите, какво е чувството? Прекрасно е. Мислам како што кажа Дејан, во мојата категорија сениори имаше доста конкуренција и тука се медала. Да. Да, беше, мислам, не се опишува тоа чувство. И јас би сакала исто да прашам еве како се одвојуваш ти време со оглед на тоа дека си нели на факултетот во соседна Србија, таму студираш, но одвојуваме време и за каратето, како сето тоа се снаоѓаш? Па последниве неколку месеци, претпоставам знаат и гледачите, има блокада во Србија и па се одмарате сега вака. Да, и сум вратена во Скопје и имам време да одвојам за каратето, па
а еве и самите резултати можат да покажат за тоа. Како велат во некој е лошо, ќе излезе многу некој е добро, тоа е доброто за нас и за тебе за да ја освоиш оваа медала, за да повеќе се посветиш на тренинзите, но јас посакувам уште многу и понатаму успеси. Сигурна сум дека и покрај факултетот, иако беше, ќе освоеше медала, затоа што љубовта кон каратето е голема. Ајде ова прекрасно момче со преубави очиња и пресладок, да видиме што ќе ни каже и што е она што ти го освои сега на ваму во Грција, каде што бевме, која медала? Јас освоив. На европскиот шампионат? Јас освоив 3 златни медали, една сребрена и една бронза. Па ти им ги собра сите пола медалите таму. Така, браво, секоја чест. Едната златна медалја беше во кати, другата беше во борби и третата беше во техника. И какво е чувството вака да те китат со медали и толку многу наред на број да ги имаш? Па... Мотивација и за понатаму никогаш да не престанеме со каратето, така? Да. Многу добар, како. А од каде љубовта кон каратето? Од татко ми, чичко ми, дедо ми. Така ли, добро. Сега, она што и со тебе ќе те прашам. Ти си на училиште, во кој училиште? Во Димитар Миладинов. Димитар Миладинов, 5-то оделение. Да. И наоѓаме време, имаме убави оценки. Да. Наоѓаме време и за тренинзи, мобилните телефони малку понастрана. Така да, ова е еден убав и совет ке биде до сите оние кои што дечиња се ностоп со телефоните во раце, дека треба да ги фрлат малку настрана и да се посветат на тренирањето, затоа што каратето е многу добро и за вашето физичко и ментално здравје, тоа ќе ни каже Дејан. И секако да видиме кои медали ги освоивме, како беше името? Камелија. А твоето име беше? Филипче, добро, и Камелија. Па јас прво сакав да кажам дека на надпреварот имаше многу држави, исто така многу и надпреварувачи. И беше многу тешко, нели, за да се победат сите тие надпреварувачи, да се осветнели медали, да. И малку поблиску само микрофончето. Добро. Исто така јас освоив 4 златни медали. Едната беше во кати поединечно, другата беше во техника, третата беше во борби и четвртата беше во ембо. Секоја чест. Како да кажам, тоа е твојата ќерка. Меѓутоа, еве вака, многу ме интересира. Љубовта сама се роди кај неа или можеби вака со носење или по тренинзи гледа и се едноставно само по себе, тоа е генетика, нели? Од колено на колено се пренесува, ти го засака каратето. Во нашето семејство сите се обседнати со карате. Така да, сакале некеле, ќе се инфилтрираат и они во овој спорт. Не ве зборуваме, тие се млади, наши перспективни каратисти за освојување, сигурна сум дека и медали и понатака ќе не радуваат и нас како држава и вие како наша репрезентација со овие дипломи тука кои што ни го разубавуваат студиото. Ние сме горди, еве, ова е една голема гордост што во моментов ви гледаме нели на ТВ екраните. Меѓутоа, еве ќе потсетиме она што го кажав. Многу е важно за дечињата, за денешната младина покрај технологијата, знаеш и ти самиот, нели, колку е важно да се тренира. Поготово каратето, па ајде да потсетиме кои се придобивките од него. Па да, значи, бавењето со спорт е едно од најзначајните алки во животот, значи во правилниот развој кај децата. Значи, доколку сакаме да имаме здрави личности, здрава нација, тие секако мора да бидат ангажирани во некој од спортовите. Зошто боречките спортови јас би инсистирал да се занимаваат, затоа што тука ќе се стекнат со една култура, една навика за спортување. Тука исто така е истакната хиерархијата, значи почитување меѓу себе, меѓу тренерот и ученикот и значи има многу придобивки, има многу придобивки, така да ќе исто така ќе станат доста дисциплинирани. Дисциплината игра огромна улога. Значи не само во спортот, туку така медалите, ако имаме дисциплина, ќе имаме и медали. Исто така ќе се однесуваат и во училиштето и подосна и на факултет и на работното место. Камилија, ние прашав во кој училиште си посетуваш? Во 11 октомври. 11 октомври, кој оделение сега? Седмо оделение. Значи си има време и за на училиште, си има време и за карате. Она што сега го споменуваме и со Дејан, каде што вели дека тоа е многу добро нели за вашето здравје.
меѓутоа и за дисциплината. Вие веќе си имате се поред како што треба во едно, да кажам, темпо кое што сте си го наметнали и се држите за тоа, така? И како се чувствувате вака кога сте на тренинг? Па убаво, релаксирано. И давате се од себе за да постигнете резултати. Секако да. Инаку, Камелија, настапи со 38,5 температура. Камелија како беше цела успеа? недела болна, така да не се знаеше до самиот крај дали ќе настапи, но од преголемата желба она заборави на температурата и на стенката вирусот што и да бил помина, така? Меѓутоа во моментот не требал да биде присутен тука, но тоа значи дека тоа е љубов и кон татковината пред се. Патриотизмот владее кај вас, ја сакате Македонија, сакате да освојувате медали за нашата земја и тоа веднаш не радува и нас и сме горди на вас, така ли е? Како држава. Ајде сега она што ќе следи и понатака, зашто се подготвуваме. Јас мислам, ако ништо друго, пативме се за овој европски шампионат, се пофаливме, уште еднаш ќе потсетам 46 медали, тоа е многу голема бројка и посакувам уште поголеми бројки во иднина. Така да зашто се подготвуваме сега? Веќе за 2 недели ни следи летен, мислам, традиционален летен карате камп, кој што го организира нашата федерација, Македонска традиционална карате федерација. Тоа се еден вид исто така на подготовки, тренинзи, кои што ни се добродојдени за следните активности кои што не очекуваат. Исто така не очекува еден светски семинар во Уругвај, крајот на август месец. И веќе таму... Од сега веќе подготовките и во кампот. Октомври месец не очекува светски куп во Полска. Во Щечин. Кој ќе учествува на ова сега што го споменавме и во Уругвај и во... Па да, во Уругвај треба да учествуваат оние кои што се повозрастни. Повозрастните категории, добро. Во Полска може да учествуваат сите, значи исто као во Грција, значи од категорија деца па до сениори. Така. Во Грција како сте прифатени кога одиме? Тоа сега ме интересира вака пред крај малку да си позборуваме. Па видите, кога ќе видат дека ние сме многу добри во карате, во тепање, така. Они не почитуваат, не респектираат пред се затоа што сме квалитетни како репрезентација, како екипа. И политиката ја остават на страна. Политиката ја остават на страна, но сепак, значи се забележува по нешто, али тоа е. Но ние вака си ги почестивме со 46 медали таму, земајки ги дипломите и медалите, и тоа е еден врвен голем успех за сите нас. Значи споменавме она што го кажавте летниот камп, како тоа изгледа? Дечињата се со вас цело време? Цело време, да. Колку трае летниот камп? Сите сме заедно, значи организирано све правиме, од станување на сабајле, утрински тренинг, па после тоа се оди на доручек, па има слободни активности на плажа, па после тоа пред тренинг малце одмор, па уште еден тренинг попладне од 6 до 8. После тоа сме на вечера и на вечер шетаме, се забавуваме, така да тоа е све организирано, така го организираме веќе традиционално преку 50 години. Карате во природа е исто така нешто мощно интересно, како што сум јас гледала, ако ништо друго по филмовите. Да, па утринските тренинзи се држат на плажа, а попладневните во сала. Да. Ајде само ќе кажеме за крајот каде потекнуваше каратето? Од Окинава, од Јапонија. Од Јапонија, јапонците имаат долг живот. Така, да. И кога ќе го споменеме каратето, а потекнува од таму, ете зашто треба и сите ние да сме вежбале карате, јас со друг вид на спорт, меѓутоа како и да е, секоја ви чест и посакувам уште многу успеси. Не знам дали ќе бидам благодарно да прашам дали некогаш карате си го искористил во приватни. Со оглед на тоа дека се борички вештини, како помлад, да. Кога не ме препознаваат, сега ме препознаваат. Но меѓутоа со внимание, сигурна сум, нели? Малку да се насмееме. Благодарам многу што одвоивте време и што дојдовте во утринските часови да се пофалиме. Вие сега сте и ќе бидете на распуст. Ти си веќе на оној распуст што го споменавме. Ви посакувам многу успеси, освојување на златни медали. Благодарам и на вас што дојдовте и што бевте дел од нашата утринска програма. Сакате нешто, некоја порака да кажете еве на вашите врсници? Не знам. Со микрофончето? Не знам баш. Да вежбаат карате? Да, секако. Така, да.
Затоа што каратето еве како делува на вас. Кога ќе станете, и ако сега да не ве терам да станете, веднаш се забележува онаа форма на телото која што ја имате и вашата тврстина на мускулите уште од оваа годишна возраст, така Филип? Каратето како влијае на тебе? Се чувствуваш многу посилен? Самоуверен. Самоуверен? Да, многу посилен. Си имаш самодоверба, така. Да. Дисциплина за на училиште и така натаму. Посакувам исто освојување на златни медали многу повеќе на сите вас и се гледаме па и во на некој филм. Ние имаме тука режисер, може би ќе те забележи. Да. Во некоја да глумиш, ма може и карате, така каратистка во некоја сцена. Тука веќе сме погодени 100%. Сузан, ние тука завршуваме и секако продолжуваш ти со вклучување. Ви благодарам уште еднаш. Ваквите содржини внесуваат ведрина и оптимизам и ви благодарам што ни ја подигнавте нивото на енергија на сите нас, а ние сопче ќе тренираме карате во мислите заради самодоверба, бидејќи ја промашивме таа станица. Ја промашивме, за жал. Така е.